Здраво, драги гледачи, добредовте во новата емисија Супер Звезда. По сценарио ви мафтам јас, мафтаат и Супер Звездите. Денеска сме повторно гости. Како што најави во претходната емисија, исто ќе кажам и во оваа. Се наоѓаме во еден од најубавите градови во Република Македонија. А тоа е кој градот? Битола! Битола! Ајде, поздрав до сите кои што не гледаат во моментот. Поздрав до цела Македонија, од срцето на Македонија, подошно од градот Битола. Денеска со Супер Звездите го снимаме второто продолжение на нашата посета во спектакуларната и неверојатна фабрика, а тоа е фабриката која што носи име Индустрија за млеко и млечни производи, АД Битола, повеќе позната како B-Milk. Минатата емисија како си поминавте вие, дечки, тука? Супер! Ви беше убаво и интересно? Да! Минатата емисија имавме специјална можност и шанса да видиме каде доаѓа млекото, каква контрола му се врши и како се прават дел од млечните производи кои што се произведуваат овде во фабриката B-Milk. А овој пат ќе одиме да видиме како завршува финалниот производ, подоцна како се пакуваат дел од нив и ќе имаме специјална можност да влеземе во делот кој што се вика сирењара. Ова е значи нешто спектакуларно и единствено, нешто што може да го видите само во Супер Звезда. Затоа останете со нас во следните 60 минути. Ви ветувам дека ќе имате уникатна емисија која што ќе ја паметите цел живот. А до тогаш, одиме да ги видиме рекламите, а во меѓувреме, јас и Супер Звездите ви браќаме безброј бакнежи. Останете со нас, се гледаме за кратко време. Чао! Во минатата емисија еден од нашите домаќини беше и Сашко, човекот кој работи како технолог овдека во B-Milk. Ова емисија е повторно наш гостин. Добре ни дојде повторно во Супер Звезда. Сашо, како си? Фала, добро ни дојдовте. Се надевам дека минатата емисија беше добра. Ќе се потрудиме и оваа емисија да биде уште подобра од минатата. Апсолутно, јас се надевам дека ќе направиме ремек дело, не само за најмладите, туку и за возрастните гледачи кои верувам дека сите заедно ќе ги интересира што се вие работите овде во B-Milk и како од обично млеко доаѓа до финален и готов производ. Кога сме веќе тука, минатата емисија покажавме дел од процесот на производство, а сега сакам да позборуваме за следниот дел. За да се има готов производ, најпрво ни е потребна амбалажа. Еве се наоѓаме на местото каде што имаме една амбалажа. Каква амбалажа е оваа која што гледаме тука? Оваа амбалажа е тетрапак амбалажа која што служи за пакување на стерилизирано млеко. Вие гледате моментално една палета составена од 5 ролни, од секоја ролна излегуваат околу 7300 парчиња на литарски производ. Значи, од оваа ролна која што гледаме тука, еве од овде до овде, значи токму од оваа ролна, ние ќе направиме колку? 7300 парчиња литарско млеко. За колку време фабриката B-Milk ќе успее да произведе 7300 парчиња млеко? Во зависност од капацитетот на машината. Капацитетот на оваа наша машина е 6000 литри на час. Значи 6000 парчиња би ги произвеле за 1 час, а 7300 за час и 10 до 15 минути. Па тоа не е многу, додека заврши нашата емисија, ние ќе потрошиме една ролна, драги гледачи, значи скоро цела ќе потрошиме, а 7300 литри млеко, колку е тоа во палети или во камиони? Како може вака да израчунаме за да имаат представа нашите гледачи, значи за колку голема количина на млеко станува збор? Па вака, една палета е 780 литри, а јас се надевам дека еден шлепер би берел околу 33 до 35 палети на млеко. 35 палети млеко, значи од оние помалите камиони може да ставиме 10 палети, а тоа би било точно една ролна, така? Додека во поголемите камиони би отишле дури и 3 ролни. Значи, еве специјално ексклузивно за гледачите на Супер Звезда може да видат овдека како изгледа амбалажата пред да влезе во финалната фаза на пакување, така да понатаму оваа амбалажа кажавме дека оди во едни специјални машини. Точно. И таму се врши пакувањето на млекото. Точно. Дали оваа амбалажа се проверува дека е стерилна, дека чиста, дека хигиената е на највисоко ниво и дека ги задоволува сите здравствени критериуми? Ние добиваме сертификат за оваа амбалажа, која што ги задоволува сите потребни критериуми за пакување на едно стерилизирано млеко. Затоа и таа сега вака како што гледаме затворена и нема шанса да се отвори, ниту пак тоа смееме да го направиме ние. Отварањето се прави од стручни лица на стручен начин директно на машината каде што треба да оди и дури тогаш може пакувањето да почне. Точно така. Ајде сега да одиме малку да пакуваме. Драги гледачи, по нас.
Кога станува збор за пакување, еве дојдовме на местото каде што може да се види во живо како овдека во Бимелк се пакува најдобриот јогурт. Колку видови на јогурт произведувате во вашата фабрика, Радмила? Значи вака, имаме производство на полномасен јогурт, тоа е она што во моментот се пакува со 3,2% на млечна мас, а исто така имаме и производство на така наречен пробиотски јогурт, тоа е тој зелениот јогурт или Баланс Плюс. Значи, по него имаме додатоци на пробиотска култура, Acidophilus и Bifidus, тоа се тие така наречени добри бактерии и додаден пребиотик олигофруктоза. Во групата на киселомлечни производи, тука можам да го споменам и ајранот, кој што представува еден освежувачки млечен напиток. Тоа е слично на јогурт. Тоа е нешто слично на јогурт, има по соленка вкус. Да, тоа е разликата. Така, еве сега гледаме значи машината каде што тече пакувањето. Колку може ова машина да спакува јогурти за еден час? 4500 литри за еден час. Значи 4500 литри овдека се прават, како што кажавме, тоа е некаде од прилика половина камион. Половина камион. Половина камион. Дали целиот јогурт ваш се троши овдека во Македонија или се извезува во странство? Да, имам извоз и во странство, моментално во Албанија имаме, во Косово. Бидејќи се работи за производ кој што нема баш многу долг рок на траење, нашиот јогурт трае 18 дена, а во моментот во лабораторија го тестираме, би сакале значи да произведиме јогурт кој ќе трае до 21 ден. Значи во околниве земји, во соседните земји имаме извоз на нашиот јогурт. Ете, доколку нашите гледачи погледнат, еве и нашата камера би можела да покаже. Еве, гледате сега една прекрасна гледка овдека. Милиони јогурти значи поминуваат во текот на еден месец овдека на оваа лента. И сите тие, значи, како што кажавме, завршуваат на пазарот во и надвор од Македонија. А сега имам едно прашање за Сашо би сакала да те прашам во што е разликата помеѓу битолски јогурт и јогуртот кој што се вика Баланс Плюс. Има ли разлика меѓу тие два јогурти? Да, покрај амбалажата која користиме за пакување на овие два различни јогурти, разликата е во процентот на млечната мас, бидејќи битолскиот јогурт има 3,2% млечна мас, а јогуртот Баланс Плюс има 1,0% млечна маса. Се разбира, тука е на мала тајна ќе откријам, културата која што ја користиме за Баланс Плюс е ацидофилна, а додека културата која се користи за битолскиот јогурт 3,2 е термофилна. Така, јас дознав дека културата која што се користи за јогуртот Баланс Плюс е нешто што во моментов се смета за врв по светот, дека е култура која што се набавува од странство, која што е многу скапа култура и која што на вистина прави тој јогурт како напиток да има чудесни влијанија и својства за човечкиот организам. Точно ли е? Тоа е точно. Нашата култура е од странски добавувач и верувајте ми дека нема лабораторија на ниво на Балкано која може да испита генетиката на културата што ја користиме. Значи, ете, кажавме дека овдека во Бимелк се прават производи кои што рамо до рамо можат да им конкурираат на врвните фирми, дури и на европскиот, па ако не и светскиот пазар. Дали Бимелк извезува само во Европа или има извози преку океан? Да, имаме извози преку океан. Тоа е кај тврдиот програм, извезуваме кашкавал, затоа ќе видите подобро со моите колеги кои што се наоѓаат во сирењарата. Така, веќе кога сме тука кај јогуртот имам уште едно прашање. Каква е разликата меѓу обичниот јогурт и оној јогурт кој што се вика јогурт лајт? Има ли разлика меѓу тие два? Да, единствено разликата е во процентот на млечна маса. Значи овој јогурт кој што моментално го пакуваме, розевиот јогурт, е со млечна маса од 3,2%, а лајт јогуртот е со млечна маса од 1,6%. Останатите состојки се исти, значи нема апсолутно никаква друга разлика, освен во процентот на млечна маса. За кого е наменет јогуртот лајт? Па добро, наменете може да биде и за помладата генерација, за оние кои што водат сметка на здрав живот, наменети за и постарата популација, кои што имаат проблеми, да кажеме, со масти во крвта. Меѓутоа нема некој ограничување. Апсолутно, како и овој јогурт и лајт јогуртот може да го пие цела популација. Така, благодарам. Завршивме значи со пакување на јогурт, завршивме со сите информации кои што можевме да ги добиеме за јогуртот овде во Бимелк. А сега нашата приказна продолжува понатаму, драги гледачи, останете со нас, ќе одиме каде, Радмила? Значи ќе одиме кај линијата каде што се полни стерилизираното млеко. Ајде да видиме сега каде и како добиваме готов продукт. Одиме, драги гледачи.
Журка! Гледате каква журка има, драги гледачи, овдека. На каква журка дојдовме сега, Радмила? Значи, во моментот се наоѓаме кај линијата каде што се пакува стерилизираното млеко. Се работи за линија на тетрапак, која што има капацитет од 6000 литри на час. Ме интересира за нашите гледачи да дознаат, има ли разлика измеѓу ова млеко кое што го гледаме сега и измеѓу свежото млеко? Да, има разлика во висината на термичкиот третман. Значи, пастеризацијата оди на пониска температура, како што спомнав, а стерилизираното млеко веќе оди на повисока температура, конкретно нашето млеко на температура над 137 степени Целзиус. Кажавме дека јогуртот има рок на трајање 18 дена, ако добро запомнив. Ме интересира колку има рок на трајање свежото млеко. Свежето млеко има рок на трајање од 6 дена. Од 6 дена, значи тоа треба за кратко време да се исконзумира, додека кога станува збор за ова млеко, колку време ова млеко може да се чува, а да не се расипе? Че ова млеко може слободно да се чува на амбиентална температура 4 месеци, значи 120 дена. Има уште една разлика во начинот на чување, односно во условот на чување на свежото пастеризирано млеко и на ова млеко. Да потенцирам, пастеризираното млеко мора да се чува на термички режим од 4 до 8 степени, додека за ова млеко не е неопходно да се чува на ладно, односно се чува на едноставно собна температура. Благодарам, следуваат прашањата за Сашо. Сашо, подготвен? Ова е лепе. Ајде да видиме. Ова е нова амбалажа која битолско млеко ја има од скоро. Ова е сосема нова амбалажа, ја немам видено до сега. Точно така, со оваа амбалажа почнавме за скоро време, негде околу пред месец дена. Разликата меѓу оваа амбалажа и претходното млеко кое што се пакуваше во друга амбалажа е од добавувачот. Користиме амбалажа од познатата фирма Тетрапак. И останува името исто, останува заштитниот знак на прекрасното девојче исто. Точно така, само можете да видите дека формата е различна. Значи не станува збор за форма онака коцкасто и високо, него плоснато и малце пониско. Ете така, тука се наоѓаме на машината каде што се пакуваат сите овие млека. Еве ќе го оставиме и ова да си патува и да си оди каде што треба да си заврши. Колку млека оваа машина овдека, кажавме, може да спакува за еден час? Капацитетот на оваа машина е 6000 литри на еден час. Во просек, битолска млекара, B-Milk, колку млека прави во текот на еден ден? Во текот на еден ден капацитетот само на стерилизирано млеко би било просечно околу 60 до 70.000 литри. Иначе, оптималното искористување на машините е 90.000 литри до 100.000 литри на сат на ден, па затоа практикуваме преку еден ден да полниме стерилизирано млеко. Така. Сега ме интересира. Во вашата фабрика, Радмила, се произведува многу млеко. Има ли млеко кое не се троши на пазарот, па потоа да се врати назад или да се бара некое чаре со таквото млеко? Не, значи не сме имале таков случај досега, да нашето млеко, цело млеко кое што го произведуваме, се троши, се бара и немаме залики на млеко. Дури не може ни да се постигне да се произведе оноко како што се бара? Да, така е. Дали вашето млеко е наменето за македонскиот пазар или како и другите ваши производи е наменето исто така и за извоз? Стерилизираното млеко може да се најде и во Грција, значи го полниме под брендот Примус, така да оди во хотели, значи таму се дистрибуира. Исто така може да се најде на пазарот на Косово, во Албанија, значи стерилизираното млеко оди за извоз. Сега кога сме тука кај млекото, сакам да кажеме една многу интересна работа која ќе ги интересира родителите, а тоа е во соработка со владата на Република Македонија и Министерството за здравство од неодамна започна една кампања за флоризирано млеко. B-Milk во соработка, значи, со владата и со Министерството за здравство е единствена лиценцирана компанија која на ниво на Република Македонија произведува флоризирано млеко кое што е наменето за деца и кое што го конзумираат во градинките. Во градинките. Сега проектот се однесува само на децата од предшколска возраст од 3 до 5 години. Каде се произведува тоа млеко? Значи, ние бевме избрана како компанија која што ги исполнува сите критериуми, а навистина беа ригорозни, и како компанија која што има капацитет да го произведе тоа млеко, значи флоризирано млеко. Иницијативата дојде од Боро фондацијата. Млекото се произведува, значи се стерилизира во тој дел од погонот и се пакува токму на оваа линија.
се работи за еден строго контролиран процес, во смисол дозирањето на натриум хлоридот во млекото. Борофондацијата донираше и оно изменувачка електрода на битолска млекара, со која што се детектира концентрацијата на додаден флуор во млекото. Значи, од тоа производство бенефит ќе имаат сите, најповеќе децата, затоа што ефектот е подобрување на оралното здравје кај дечињата од предшколска возраст. Значи, на некој начин, ете, Бимилк даде собствен придонес со тоа што несебично влезе во реализација на овој комплициран проект, можам да кажам, кој што беше многу тешко да се реализира во Македонија, па дури имаше еден отпор, и сега конечно Бимилк заедно со Министерството за здравство дава несебичен придонес за нашите идни генерации, подоцна дечињата во Република Македонија да имаат здрави зави. Драго ми е што таа приказна започнува токму од овдека, а завршува во градинките на солчињата во нивните кујни, каде што дечињата го конзумираат млекото, така да сакам сите оние дечиња кои што пијат флоризирано млеко да ги поздравам токму од овде. Ајде да им пратиме многу бакнежи на сите нив кои што не гледаат во моментов. А ние тука ќе завршиме и приказната за млекото. А од овдека сега ќе продолжиме на едно друго место. А на кое место ќе одиме, драги гледачи, нека остане тајна. А до тогаш ќе направиме мала пауза. Сега се наоѓаме во мензата на Бимилк, овдека на Лав Муабет, заедно со директорката која што врши контрола на квалитетот на производите во Бимилк, Радмила, која што ни беше соговорник како во првиот, така и во вториот дел. Имаме едно интересно прашање кое сакам да ти го поставам, Радмила. Дали на иста машина се полни и јогурт, и млеко, и сокови? Не, значи се работи за сосема други машини. Посебно е машината на која што се полнат јогуртите, посебна машина имаме на која што се полни киселото кравско, павлаката и секако посебна машина за полнење на сок. На кој начин се одржува, например, хигиената на машините од едно до друго полнење, бидејќи некојаш, например, и по 2-3 дена некој производ не се полни? Дали има некој специјален начин, некоја контрола која што се врши за машините да бидат хигиенски исправни 100%? Во битолска млекара имаме инсталирано централен цип систем за перење на линијата. Тоа што значи после завршување на работниот процес на машината, се приклучува на тој цип систем. Имаме перење на изменично со сода и киселина, дезинфекционо средство и по завршувањето на тој процес се носи бриз во лабораторија или исцедок од последната испирна вода, како би биле сигурни во ефикасноста на извршеното перење. Чи сакам да споменам дека не само процесната опрема, него и камион-цистерните, кои што го носат сировото млеко во битолска млекара, после истекувањето на млекото и неговото примање во објектот, камионот се приклучува за цип кој што е специјално дизајниран за перење на тие цистерни. Исто така, по завршување на тоа перење се зема бризга да се види ефикасноста на извршеното перење. Во мојот сектор, работиме и на земање на брисеви на контактни површини, сето она што доаѓа во директен контакт со млекото и млечените производи, се контролира. Се земаат брисеви од под, од зидни плочки, од раците на вработените.
Така да навистина се води сметка доста за хигиената. Значи не е оставен простор за било каква грешка или пропуст. Се што може, се контролира. Да, се што може се контролира затоа што производството на млеко не дозволува такви пропусти. Имате ли комисии кои што или инспекции кои што вршат надзор пак на вашето работење? Како не, значи ние подлежиме под контрола на ветеринарна управа, на инспекторите од ветеринарна управа. Исто така, бидејќи сме производители на сок, кој што не е од анимално потекло, значи подлежиме под контрола на инспекторите од дирекција за храна. А бидејќи сме извозно ориентирана млекара, како што спомнав, и имаме извозно бројче за Европска унија, токму сега во март месец очекуваме посета на комисија, односно инспекција директно од Европска унија. Значи и од тамо ви праќаат комисија за да испита вашата работа? Да, затоа што како што ви кажав, нашите производи се наоѓаат и во маркетите во земјите во Европска унија. До сега се ли е во ред во поглед на овие инспекцијски контроли? Да, до сега се е во ред. Значи нема никакви забелешки. Браво, баш ми е драго што сме дојдени на вистинското место, на кое што не само може да зборуваме, него и практично може да видиме како сите оние позитивни примери се применуваат во праксата. А сега, како што кажавме преска, одиме да се упатиме на местото каде што се прави сирење и кашкавал. Сте биле ли некогаш таму? Знаете ли за какво место станува збор? А сакате ли сирење или кашкавал? Ајде да видам кој сака повеќе кашкавал да крene два прста. А кој е за сирење? Значи имаме љубители и на кашкавал и на сирење. Баш ми е драго, има ли некој што не сака ниту кашкавал, ниту сирење? Немаме такви во моментот. Овде, драги гледачи, сите заедно со Супер звездите одиме да се видиме каде се прави најдоброто сирење и кашкавал во Македонија. Тргнуваме, радици. Ајде! Тоа е фамозно место кое што се вика сирењара. Ајде сега сите со десна нога напред, одиме директно овдека, повторно да се дезинфицираме, да ги дезинфицираме чевлите, бидејќи претходно ги дезинфициравме рачињата и да влеземе да видиме значи каде се прави сирењето. Ајде дечки, еден по еден, веќе процедурата ја знаете, така? Ајде, одиме, дезинфицираме све и никој од нас не би можел да влезе понатаму доколку не ги ставиме капите. Ајде да ги ставиме капчињата па да може да се упатиме во местото каде што се прави кашкавалот и сирењето. Ајде сега да отвориме вратата. Опа, драги гледачи. Еве сега, Радмила, каде дојдовме? Значи, моментално се наоѓаме, како што кажа, во сирењарата, конкретно овде е комората за ферментација на мешан кашкавал. Ти ми кажа дека еден твој колега ќе ни помогне во овој дел, со кого ќе разговараме. Со Гоце. Еве го и Гоце. Гоце, здраво, живо, добро дојде во Супер звезда. Како си, Гоце? Добре, супер, одлично. Ајде, и овдека десна нога напред, драги гледачи, и еве да влеземе на ова прекрасно место каде што може да видите какви прекрасни производи има. Дечки, што има тука? Кашкавал, браво, веднашка го познавте овој кашкавал, кој што во ваква форма не може да го сретнеме во маркетите, каде што сме научени да го гледаме, бидејќи ова е некоја чудна форма, некои големи пити имате ви овде. Овде, значи, кашкавалот не е се уште конфекциониран, значи не е сечен, заради тоа така е во правоаголна форма, додека овие округли форми оди како ваков во продажба. Еве, може да ги покажеме овие округли форми, значи овие се готови и спремни за продажба, веќе може да додат, но што прават овде? Зошто кашкавалот се носи овде? Овде мора да отстои 60 дена за да ферментира, да добие посебен вкус и после тоа може да оди на пазарот. Така. Дали кашкавалот кога се прави пред да дојде, значи во моментот кога доаѓа овдека, има ли тој вкус? Каков вкус има? Па има вкус, меѓутоа се уште тој вкус не е изразен, мора да помири значи одреден период, околу 2 месеци, за да добие убав вкус, добар вкус, да може да го конзумираат. Да се конзумира. Од што се прави кашкавал? Еве, например, овој вика битолски мешан кашкавал. Како се прави овој кашкавал? Ајде да кажеме процедурата од каде почнува. Значи процедурата почнува прво од приемот на млеко, се зема млекото, се обработува во еден полупроизвод наречен баскија или телеме. После тоа таа баскија се пари на посебна машина, се пари на 72 до 74 степени, тука се врши и солење на кашкавалот, а после тоа од самата машина се калапи во посебни калапи. Тие калапи можат да бидат значи вакви, округли,
или пак може коцкасти, односно правоаголни, тие се околу 6 кила. После тоа се носи во комората за ферментација. Тоа е оваа комора каде што сме сега, значи ние сме во комората за ферментација на кашкавал, така? Така, да. Има ли се знае ли кој кашкавал, кога е направен, кој ден и уште колку има да седи овде? Значи на секоја серија се пополнува идентификационен картон во која што е наведена серијата, датумот на производство, датумот на влез во комората и се ориентираме според тоа колку време треба да отстои. Воедно исто така се прават лабораториски испитувања, кога ќе биде спремен за трговија, се пушта во трговија. За колку време овој кашкавал ќе излезе на пазар? Значи некаде околу 2 месеци. За некаде околу 2 месеци. Меѓутоа со подолго стоење добива уште подобар вкус, така. Ако малце го подзаборавиме, нема да сгрешиме. Зошто е овде ладно, Гоце? Па овде мора да биде ладно, затоа што овде на ова температура ферментира кашкавалот, значи овде имаме ладна ферментација, некаде на околу 8 степени таа ферментација и во оваа состојба, значи вака вакуумиран, е најдобро да ферментира. Најдобро, кажавме дека кисело млеко се прави на топло, значи го квасиме на топло, а кашкавал се прави на ладно? Кашкавалот, значи прво не се прави на ладно, односно прво баскијата негде на 25 до 30 степени треба да отстои, да добие посебен вкус, односно да се развијат тие бактерии и после тоа се пари на машината. Од машината излегува негде со температура околу 62-3 степени. Веднаш после тоа се подсушува околу 24 часа, откако ќе се подсуши се носи во комора за ферментација, некаде на 8 до 10 степени. Ајде сега, драги гледачи, следете го мојот прст, овде има една врата. Опа! Ајде да видиме што има позади оваа врата и што се крие тамо. Одиме? Ајде! Опа! Какво чудо се крие овде. Ајде да отвориме вратата скроз да можат и нашите дечки да видат што има сега тука. Супер звезди, ви се допаѓа ли ова? Шоу спектакл невиден. Леле, Гоце, каде дојдовме сега, што има овде? Моментално дојдовме во комората за ферментација на пекорино. Тоа е тврдо италијанско сирење, наменето за странскиот пазар, значи претежно се извезува во Америка. Меѓутоа дел од пекориното оди и за нашиот пазар. Па дел од тоа за нашиот пазар па го јадам и јас. Најчесто го наоѓам во големите маркети, во Рамстор или во Веро и мора да ве пофалам дека е број 1. Многу добро оди со црвено вино, така да доколку има љубители на таква комбинација црвено вино и тврд кашкавал и тоа многу убав, може да го пробаат. Вака изгледа пекориното, значи да го покажеме во фаза додека се изработува. Значи ова е питана пекорино која нема шанса ваква да ја најдеме. Тамо се продаваат сечени, така на парчиња. Значи во трговија на македонскиот пазар оди на парчиња, сечена една пита на 18 парчиња. Значи една пита е тешка околу 6 кг и 300 грама. Едно парче би требало да мислам дека е околу 300 грама, негде во просек. Така. Има ли тајна во производството на пекориното? Па пекориното е специфичен производ кој што се добива исклучиво од овчко млеко. За разлика, например, во Италија има и други видови на сирење, како што се, например, каприно романо, тоа се добива од козјо млеко, или пак вакино романо, кое што е добиено од кравио млеко. Пекорино романо, пекорино самиот збор потекнува од италијанскиот збор пекора, што значи овца, значи се добива исклучиво само од овчко млеко. Во производството користиме посебни култури и посебно сириште кое што е добиено од јагне, односно од сириштето, од желундикот на јагнето се добива. Тоа е посебна јагнешка паста, значи со кое што се врши подсирување и тоа сириште му дава посебен специфичен вкус на пекориното. И сигурно дека има у процесот уште некои работи кои не се закажување за да биде вашиот производ уникатен едноставно. Ајде сега да го вратиме пекориното на местото од каде што го земав. Имам прашање, Гоце, кој е твојот омилен кашкавал? Па, мој омилен кашкавал е мешаниот кашкавал, кој што е и посебен бренд, да речем, на битолската млекара. Добро оди во пица, добро оди така да си се грицка дома, додека си гледаме телевизија или да го ставиме во сендвич. Значи, број 1 кашкавал, ете така, јас морам да ги похвалам вашите производи, бидејќи ние цела фамилија дома ги конзумираме, па и мојата малечка керкичка која има година и 4 месеци, расте со производите на Бимилк, што ми е посебно драго да можам да го кажам во оваа пригода. Тука завршивме со кашкавалот или има уште? Тука завршивме, значи, со пекориното и со кашкавалот, сега ќе појдеме во просторијата за конфекционирање, односно вакуумирање и ќе може да ги пробаме сите видови на производи кои што се на нашата палета. Ајде да направиме мала пауза, а после одиме да пробуваме. Вие, драги гледачи, доаѓате заедно со нас. Тргнуваме.
Сега се наоѓаме овде на место каде што може да го видиме сирењето. За какво сирење станува збор, Гоце? Моментално станува збор за овчко сирење. Тука се наоѓаме во делот за конфекционирање, односно вакуумирање на сирењето. Прво се реди на овие решетки за да се исцеди, а после тоа се вакуумира на ова машина наречена мултивак. Значи сега ќе видиме како сирењето ја добива онаа форма и изглед во која што го наоѓаме ние во продавниците. Значи овдека кажавме дека се цеди, а потоа работниците го ставаат овдека во специјални калапчиња од каде што оди понатаму на вакуумирање, така? Да, веќе значи во овој дел се вакуумира. Тука на крајот на машината излегува вакуумиран производ, му се ставаат етикети, а после тоа се реди на овие наречени гондоли. Ајде да видиме значи сега како изгледа баш ова редењето и вакуумирањето. Вакуумираното сирење се прави за да се продолжи рокот на траење на сирењето, претпоставувам. И нормално да не се чува во канти, како што некои прават, оние кои што немаат простор да чуваат канти дома, можете вака да си купат вакуумирано сирење. И колку е рокот на траење на едно пакетче? Рокот на траење е во зависност од сирењето, значи во зависност од типот на сирење, рокот на траење е 4, односно 6 месеци. 4 месеци за кое сирење, 6 месеци за кое? 4 месеци е за овчкото сирење, а 6 месеци за кравиото сирење. 4 за овчето, тоа помалку трае, а кравиото трае повеќе, значи до 6 месеци. Не сум знаел. Тешко ли е да се направи сирење? Па, тешко е во секој случај, затоа што има бројни постапки кои што треба да се почитуваат, односно од самиот прием на млекото па до самиот крајен производ треба да се применуваат процедурите кои што се строго пропишани и да се добие стандарден производ. Значи кажавме и научивме како се прави кашкавалот. Ајде сега вака теоретски да слушнеме како се прави сирењето, различна ли е процедурата? Да, процедурата е сосема различна од кашкавалот. Зато имаме и друг производ. Така, да. Значи, на самиот почеток млекото се зема во посебна када, во неја му се додаваат култури, потоа се додава калциум и на крајот се подсирува со сиреште. После тоа се сечи автоматски на самата машина, се врши редење во канти, му се дотура солило и после тоа оди на ферментација. Самата ферментација трае некаде околу 20 до 30 дена. После добивање на позитивен извештај од лабораторија, значи дека сирењето е во ред, микробиолошки и хемиски, сирењето се носи на вакуумирање, се вакуумира и после тоа веќе може да оди на пазарот. Оди на пазарот. Прекрасно. Би сакал да те прашам сега, Гоце, бидејќи го имаме рецептот за правење сирење. Можно ли е да се направи сирење во домашни услови? Да, може да се направи, меѓутоа сепак потребни се одредени садови, потребно е термометар за да се контролира сето тоа. И да направиме джумбус по цел стан. Па така некако. Апсолутно. Значи, затоа, драги гледачи, подобро е да не правиме сирење дома, туку она кое што е направено од професионалците, директно да си го купиме, да го пробаме и доколку ни се допадне да си го конзумираме. Сега дојде моментот за француски десерт, така? Така е. Ајде сега, Радмила, да кажеме за каков десерт станува збор. Значи сега ќе ги дегустираме нашите сирења кои се произведуваат во овој погон. Ајде да видиме за какви сирења станува. Еве го пекориното, да? Го видовте таму во комората за ферментација. Мешаниот кашкавал кој се добива од кравио и овче млеко во комбинација. Ова е мојот фаворит, значи кајмакчаланот, овчкиот кашкавал и белите саламурени сирења, овче и кравио. Леле, колку убаво изгледаат. Ај за крај да ве прашам. Гоце, кој е твоето омилено сирење? Омилено сирење, овчкото сирење дефинитивно. Па ти си мој човек, браво. Ајде да видам дали ќе освои исто толку бодови колку што освои со овој одговор ти и Радмила. Радмила, кој е твоето омилено сирење? Кравиото. Ништо, сепак јас и Гоце овој пат сме во иста тајфа, но за да видам дали си во право, еве, прво ќе пробам од твоето милено, кравиото сирење, а потоа ќе го пробам и кајмакчаланот. Одиме да дегустираме и искрено морам да ви кажам дека мене повеќе ми се допаѓаат насецкани вака, него ли тамо во пити како што стојат кашкавалите. А вас како ви се допаѓаат повеќе, така или вака? Вака? Епа, ајде, бидејќи вака ви се допаѓаат повеќе, повелете, послушате се, а на крај да видиме вашите впечатоци и коментари, кои ќе бидат, какви ќе бидат, и да видиме за крај што ќе ви се допадне повеќе, а што ќе ви се допадне помалку. Ајде, одиме со дегустација, драги гледачи.
Драги гледачи, го имаме и резултатот. А резултатот е фантастичен и неверојатен. Погледнете, еве, битолски мешан 5-0 во споредба со останатите кашкавали. Сепак не се сите без погодоци, 2 погодока за пекорино, 2 погодока за кајмакчалан. А кога сме одека на бојното поле помеѓу кравјото сирење и овсото сирење, гледате резултатот е 4-2 во корист на кравјото сирење и плюс тоа на домашен терен. Како ви се допадна, дечки, производите на Бимилк? Супер! Да, убави ли беа? Да, сакате уште? Да. Да, од ова што нема овдека сакате најмногу? Да. Па потоа од ова? А сакате ли ова што остана да ви го спакуваме за дома плюс? Може. А од ова сакате за дома, па добро. По една пита за децава може ли да си одиме ние за Скопје полека, да? Да. Супер, договорено. За оние што беа највредни и најдобри, денеска одиме со по една пита. Ајде да видиме дали ќе успееме да издржиме да не ја изедеме до дома. Договорено? Супер. Ете, тука некаде ќе биде и крајот на нашата емисија. За жал немаме доволно време колку што би сакале да имаме да може да ги покажеме сите чуда на оваа прекрасна фирма. Денеска, Радмила, покажавме поголем дел од производите, сепак не успеавме поради времето да им посветиме повеќе внимание на соковите. Во кратко да кажеме, кои се соковите на вашата фирма Bifruit и за какви сокови станува збор? Значи се работи за природни овошни сокови. Поделени се во две групи, групата на џусеви и групата на нектари, каде што имаме додаден шекер. Имаме 100% портокал во групата на џус, потоа 100% јаболко, имаме ацевит, имаме праска и боровинка, како вкус. И се работи на вистина здрави пијалоци. Јас ви благодарам за нашата денешна дружба овдека. Кажавме дека за крај има едно изненадување за супер звездите, кое што го спреми нашите пријатели од Бимилк, поточно вие и вашите колеги. Одиме ли да видиме за што станува збор? Ајде да видиме. Ама прво имаме домашна задача да го дојадеме кашкавалот. Ајде. 3-4 да го дојадеме кашкавалот и одиме да видиме какво изненадување ни спремија нашите другарчиња од Бимилк. 3-4 лапачка! Дојде крајот на еден долг, напорен и прекрасен ден. Сакам да кажам дека еден од виновниците за оваа емисија што направивме денеска во Бимилк е и тред менаџерот Поликсена. Поликсена, на крај морав да те представам. Мене исто ми е многу мило што не посетивте. Ти беше цело време позади камерите и така даваше инструкции, така даваше поддршка, насоки каде да одиме, што да правиме. Целата организација значи мина низ твоите раци и низ раците на работените во Супер Звезда. Јас и дечињата денеска дојдовме само овдека да одработиме. Сакам за крај да те прашам, задоволна ли си од посетата? Супер. Да. Камо ли вака секој ден да не биде полна канцеларија со деца и со насмевки и се е добро. Постанува да ме поканиме вие да ни дојдете сега во Скопје на гости, па да се дружиме малку и кај нас во канцеларијата, па и на нашиот фестивал да бидете значи гости, каде што може да направиме исто така некоја промоција на вашите производи. Ти благодарам многу уште еднаш од се срце. Исто и нас. И ќе се видиме. А за крај сакам исто Радмила да ја поздравам. Радмила, си поминавме значи фантастично што се однесува до нас. Како поминавте вие? Одлично, мене на вистина ми беше задоволство да денешниот ден го поминам во дружба на овие прекрасни дечиња. Јас се надевам дека научивте доста за млекото и за млечните производи и ја користам оваа прилика да ве поканам повторно да бидете наши гости. Така, сакам да ги прашам дечињата како си поминавте вие, драги дечиња, овде. Ева ова згодна женска нека ми каже. Убаво. Да, ви се допадна ли градот Битола и фабриката овде како што ја посетивте? Да. Да. Со какви впечатоци кате си одиме дома? Со добри. Што ќе им кажеме дома на мама и на тато како беше овдека? Супер. Прекрасно, луда и незаборавно, нели? А ти, Злато, што ќе ми кажеш? Како се другарчињата од Битола овдека? Убаво ли се дружевте? Добро. На ниво, да? Ќе дојдеме пак? Да. Убаво ли е да си оди во Битола? Убаво. Убаво да знаеш дека убаво јас сум бил многу пати и тоа ќе го повторам и кажам уште многу пати. А ова прекрасно девојче кој што се вика како? Гордана. Гордана ми е другарка, таа е од Битола. И Горде, како си помина ти денеска, Злато? Убаво. Уживаше ли со другарчињата кои што дојдоа од Скопје? Да. Какви се овие скопјаниве сега? Што ќе кажеме за крај? Ги бива ли? Да. Ќе ги поканиме пак да дојдат во Битола? Да. А ние ќе те чекаме да дојдеш ти во Скопје, па да те прошетаме на некои места кои сметаме дека ќе бидат интересни за тебе.
Ви благодариме на сите вас, драги гледачи, што останавте со нас во овие две емисии. Се надевам дека, ете како што кажа Радмила, научивте некои многу работи, некои нови интересни работи кои нема шанса да се научат во училиште. Ве поздравувам од овдека, од срцето на Македонија, од градот Битола, градот кој што е директно во центарот на моето срце врежан и таков ќе остане за секогаш. Ве сакаме, ве поздравуваме, ние малечките супер звездички, останете повторно со нас, се гледаме за 7 дена во новата емисија на Супер Звезда, а до тогаш чао, пријатно и до гледање. Сега одиме со делење на специјални подароци, а потоа се качуваме во нашето комбе и продолжуваме дома, а овие подароци имаат намена да направат вечно се сеќаваме на оваа прекрасна посета. Да. Чао, пријатно и до гледање, драги гледачи, одиме со нашите подароци. Ајде!